Добро утро на сите наши гледачи. И навистина, за да биде уште поубав денот, е утрото да го започнете со утринско кафе, во природа со цвеќиња и во разговор со пријатели. Ова утро ние сме во Драчево, кај семејството Петревски, и ќе разговараме за она што им е хоби, да одгледуваат цвеќиња, да ги негуваат, да го разубават својот поглед и својот амбиент. А и ако поминете, да видите дека навистина може да се облагороди секој простор. Марија, добро утро. Добро утро. Добро ни дошле. Мило ми е. Одгледувате цвеќиња, треба ли да се има нешто посебно, да се знае, не е така едноставно? Пред се љубов. Најважно за цвеќето да се одгледува е љубов. Ако нема љубов, се, а треба. Посветеност, време, внимание. Треба да се знае кое цвеќе, колку вода сака, која прихрана, во кое време. Не сакаат сите подеднакво вода, не сакаат сите услови подеднакви. Некои сакаат повеќе сонце, некои сакаат полусенка, некои сакаат да се во сенка. Така да треба. Не е едноставно. Меѓутоа, ако се има љубов, се може. Цвеќето знае и да возврати. Со својата убавина. Да. Ја полни душата. Да, мене тоа ми е храна за душата. Она си е за телото, храната што си ја консумираме, а цвеќината ми се навистина храна за душата. Ги третирате како дел веќе од семејството. На секое цвеќе му имате најдено простор. И внимание. Мора секојдневно. Добро утро и на вас. Добро утро. Добре дошле. Што цвеќина имаме? Може да видите во дворот комплетно све. Од леандри. Лимичиците завршуваат сега. Трендафили. Богенфилии. Богенфилиите сега се во ек на развој и ќе почнат да цветат. Тие се раскошни и траат цело лето, дури не почне да мрзни. Сега да прашам. Убаво е кога се чуваат на убави сталажи, кога ќе биде малку просторот пооблагороден. Не случајно прашувам, бидејќи ова каде што се ставени цвеќињата е ваше дело, ваша изработка. Да, моја изработка. Затоа јас си кажувам дека убавината во дворот е заедничка. Се надополнуваме и со идеи, и со планови, и кое каде, и кое како, и секојдневно. Тоа е мое дело, морам да си се пофалам, И навистина изгледа убаво, тука како два дела има овој двор. Дворот ни е малце поголем, а тука сме си фамилиарно. Тука сме ние, синовите, внуците. Јас сум си богата баба, имам 5 внучина, да ми се здрави и живи. И научени се, знаеш, многу ми навелат, ама децата ќе ти ги... Ама не. Дете се учи. И дечината, како знаат за себе, знаат за цвеќината, и си ги сакаат и тие. Едноставно се однесуваат кон нив како другари. Да. Маш ми огромен труд вложува зимно време за да ги заштити. Не се мали, палмите се големи, а тој прави корпи за да ги заштити палми. А да дојдите за околу Нова година, тие како се украсени, јас реков дека 4 годишни времења за цвеќе нема никаков проблем. Природата создала и дворов во секое време, навистина во секое време е шарен. Се нешто има. Затоа и дојдовме тука. Има луѓе што рековте дека треба трпение. Можат да купат и да прашаат и да ги користат, ако се веќе пензионери, да користат малку пензионерските денови креативно, заедно со младите. Добро, сега може ние дека имаме вишак на слободно време, пензионери. Ама не е тоа од сега. Не, тоа е од секој пат. Да, точно, само сега повеќе. Дворот од секој пат бил со цвеќе и секој пат бил. Сега, со пандемијата, знаеш дворот каков издувен вентил ни дојде. Стаклен направен, каде што има доволно светло, зимно време се грее колку да не смрзна, температурата не сме да падне под 5 степени, за да можат да презимат и да обстојат.
Не можеме да му дајме услови реално да вегетираат и преку зиме, меѓутоа само ги одржуваме да не угинат. И веќе на пролет, сега е месец мај, е најубавиот месец, лимонот е во полн цвет. Да. И неговиот мирисот преубав. Значи, мирисот преубав. Дава живост, дава енергија за летото, малку кога ќе е потопло, па амбиентално ќе биде тука. И за крај од нашиот разговор една порака. Како кон цвеќето, бидејќи тоа дупло враќа? Не дупло. Цвеќето, немам порака, пак како што реков, љубов, само љубов. Ве правили среќна, вајцата? Да. Па дворот ние преткови ќе сијат. Ако биде празен, а ние го поменуваме 90% од денот надвор. Нема од март до октомври, нема, ние сме си надвор, тука ни е и ручек, и ние многу самоабетивме, може би цвеќињава, сега ќе почнат, еве ги, и ветрето ги ниша и ни велат дека е готово крај. Јас ви благодарам, ова почитувани нека биде само еден пример дека пролета е може би за секого различно, сите годишни времења се убави, но најубаво годишно време кога цвеќињата својот сјај го покажуваат. Еве ова утро поздрав од семејството Петровски и се надевам дека ќе ни се јават во редакцијата и други семејства кои што имаат, одгледуваат, кои што имаат облагородени своји дворови, па нека биде и балкони. Значи, треба да сакаме да ни е уредено и да ни е чисто. 4 годишни времења имаме, само волја, трпение и љубов за одгледување на цвеќе.